Почитувани представници на медиумите, почитувани колеги, почитувани граѓани на Република Северна Македонија, следува редовната пресконференција на министерот за здравство доктор Венко Филипче. Верувач летар, профацус медијаве, на важдим документалечни конференција на регул поштип министрит Шандецис доктор Венко Филипче. Министер повели. Благодарам, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, на прво извинување за тоа што каснам и имаше некои технички проблеми во врска со конекцијата тука. Дозволи да ја кажам најновите информации во врска со COVID-19 вирусот во нашата земја. Денеска се регистрирани 36 оздравени пациенти, во Скопје 19, во Куманово 1, во Штип 5 пациенти, во Прилеп 4, по 1 пациент во Тетово и во Струга, во Велес 3, во Гостивар 2 пациенти. За жал имаме 6 пациенти кои што се починати, 2 пациенти од Прилеп на клиниката за инфективни болести, едниот на 58 годишна возраст се лекува таму од 19 април, другиот на 63 годишна возраст се лекува од 9 април. Во градската општа болница 3 пациенти, 2 од Скопје, 75 годишен пациент примен на 26 април и пациент на 58 години со претходни заболувања и пациентка од Тетово на 51 годишна возраст хоспитализирана на 12 април. Пред 2 дена починалата пациентка на клиника за онкологија на 71 година, нејзиниот позитивен резултат е стигнат во текот на вчерашниот ден. Во изминатите 24 часа направени се 362 тестирања, регистрирани се 22 нови случаи и тоа во Скопје 11, во Куманово 2, во Струга 1, во Велес 3, во Кавадарци 2 пациенти, во Гостивар 2 и во Неготино 1 пациент. Со овие нови случаи вкупната бројка на случаи во нашата земја изнесува 1421, оздравени до сега 589, односно 761 активен случај. Неколку информации врска со состојбата во болниците. На клиниката за инфективни болести примени 5 пациенти, вкупно 52 хоспитализирани, 3 критични на механичка вентилација, 25 други со потешка клиничка слика. Во болницата 8 септември 3 нови приеми со потешка клиничка слика 3, аме респираторна машина вкупно 6. Во болницата во Битола 6 пациенти стабилни, во Штип 2 исто така. На останатите инфективни оделенија во Прилеп, Велес, Куманово, Гостивар, Охрид и Тетово вкупно 46 пациенти. Дозволете да се осврнам на мерките кои што денеска беа донесени на седницата на владата. Беа разгледувани предлог мерки кои што ќе важат за овој пред нас проложен првомајски викенд и се донесе следната одлука. На 1, 2 и 3 мај, односно во петок, сабота и недела, ќе биде дозволено движењето на граѓаните од 5 часот наутро до 14 часот. Забраната за движење на територијата на цела држава значи почнува од 14 часот до 5 часот наутро следниот ден. При тоа двете возрастни групи се одделени. За лицата над 67 години во петок, сабота и недела е дозволено движење од 5 часот наутро до 11 часот, а на лицата до 18 години во петок, сабота и недела движење од 12 до 14 часот. Со ова граѓаните има доволно време у предплавните часови и да прошетаат и да ги набават потребните намирници без при тоа да се создаваат гужви на тие места, на пазарите, маркетите, но повторно апелирам, мора задолжително да се носи заштитна маска за лицето, прикривка на устата или носото онака како што е пропишано во затворен простор или на отворено ако не може да се одржи препорачената дистанца од 2 метри. Дозволете да упатам уште неколку пораки.
Сите имаме подеднаква одговорност, секој кон себе, но и кон останатите. Не смееме да дозволиме и сега да го доведеме во прашање она што досега заедно сите го издржавме и го надминавме. Можеби најтешкиот период, најголемиот предизвик, а навистина направивме многу. Нашите сегашни анализи укажуваат на тоа дека факторот на трансмисија генерално на целата земја е под 1, меѓутоа правиме детални анализи за одредени региони во земјата и чекаме уште неколку денови да видиме каков ќе биде трендот на новодиагностицирани пациенти. Со сите тие мерки до сега израмнивме кривата на епидемијата, не го оптеретивме здравствениот систем, ќе повторам, имавме линарен број на случаи и еве секој ден голем број на оздравени. Само единствено ако лично секој граѓанин се заложи за тоа и даде свој придонес со доследно почитување на мерките, ние ќе го задржиме. Овој тренд ќе надминеме оваа состојба и постепено ќе го вратиме нашиот живот во нормал. Благодарам. Благодарам, министер. Продолжуваме со новинарски прашања. Телна телевизија, Повели Мјовир. Господине Филипче, во врска со Кумановскиот случај, бидејќи денес имаше соопштение од кризниот штаб кој заседава нели по електронски пат виртуелно, имаше едно, како да кажам, порака, јасна порака се наведува до Министерството за здравство во наведениот период целосно да се посвети на подобрување на сите слабости во поставениот систем во Кумановската болница, кој очигледно не функционира безпрекорно. Таму се наведени некои други работи, што всушност се бара од Куманово за Кумановската болница и што ќе биде преземено. И второто прашање поврзано со лекувањето од крвна плазма, дали тој процес е почна, дали од некои пациенти веќе земена крвна плазма за лекување. Требаше денеска да биде првиот пациент на кој што ќе биде земена плазмата и после по соодветна метода обработена. И тоа е во рамките на активностите на Институтот за трансфузиологија, кој што се посвети во изминатиот период на изготвување на протоколите, добивање на сите формално правни дозволи и од етичките комисии од Агенцијата за лекови. Кажав во текот на вчерашната пресконференција, индикацијата за давање на крвната плазма ќе ја дадат лекарите кои што работат во оделенијата за интензивна нега, таму кои што сметат на тој пациент дека му е потребно. Во однос на Кумановската болница, многу често бевме во координација и комуникација со директорката во изминатиот период, соочена со недостаток на кадар заради тоа што добар дел од вработените беа во еден период во изолација. Ние помогнавме и со дополнителен кадар и од Скопје и од Штип за целосно да бидат во функција сите оделенија, практично тогаш кога не можеше да се организира работата, дел од пациентите, како например тие од инфективното оделение, беа префрлени во Скопје, така да исто како и во други институции јавноздравствени, исто како и на клиниката, исто како и во болницата, 8 септември со секојдневна координација на активностите, сметам дека и во таква ситуација кога имаше сериозен недостаток на кадар, болницата добро извршуваше работата. Во таа смисла секојдневно се уште сме во комуникација и во однос на потребата за кадар и за заштитни на материјали, така да сметам дека тој процес беше целосно под контрола и во ниеден момент дури и со помал број на кадар во одредени оделенија успеавме со тие процеси на едукација кои што тренирани медицински сестри ги пренесуваат знаењето на вработените таму да болницата сосем добро функционира. Мјомир? Само под прашање, требаше за крвната плазма, дали е извршено или нема информации уште, дали во текот? Требаше во текот на денешниот ден тоа да биде направено, беа закажани 20 пациенти. Дозволете да после пресконференцијата, доколку е завршен тој процес, да ви известам. Благодарам, Мјомир. Продолжуваме понатаму. Канал 5. Тамара Повели.
Благодарам. Министре, повеќето граѓани деновиве се жалат на зголемени цени на маските во аптеките. Тоа се совпаѓа со период кога е изголемена побарувачката на маски поради воведената уредба за лична заштита. Со какви информации располагате за оваа информација? Иако Државниот здравствен и санитарен инспекторат е надлежен за контролата на цените, вие секако претпоставувам дека комуницирате барем на дневна основа. Што е досега утврдено за цените на маските и дополнување за маските? Знаеме дека има повеќе видови на маски, хируршки маски за една употреба, повеќе видови на платнени маски со и без филтер. Еве од ваш случаен аспект, кои се најдобрите маски за употреба? Дали сите овие видови на маски го имаат истиот ефект за заштита? Благодарам. Прво мислам дека инспекторатите се целосно во тек не само сега, него и во изминатиот период кој што измина, ние во еден момент донесовме уредба да не се зголемуваат цените на овие материјали кои што се користат за заштита од на вирусот, вклучително и материјалите кои што ние ги набавуваме како институции. На самиот почеток на кризата, веќе во првите неколку недели ние се соочивме со тоа да компаниите нудат маски заштитни со повисоки цени и тоа го правдаа со многу поголеми увозни фактури и тоа го дава во прилог. И тогаш беше на увид и Државниот санитарен здравствен инспекторат и Државниот пазарен инспекторат. И да се надоврзам веднаш и на второто прашање, заради тоа што има директна врска со ова првото, мислам дека сосем доволна и таа прекривка како шамија, марама или некоја форма на шал. Значи не мора задолжително да биде хируршка, без разлика дали е дво или трослојна маска. Сметам дека за целта да се постигне апсолутно и затоа ги дадовме сите алтернативи во уредбата која што ја донесовме. Значи сите овие материјали апсолутно спречуваат да флигиовите капки циркулираат помеѓу луѓето, посебно кога е дистанцата помало од 2 метри. Затоа носењето на оваа заштитна опрема, ќе повторам било што од се ова што наведовте, како дополнително мерка во однос на одржувањето од дистанцата, односно тогаш кога не може да се одржи, сметам дека ќе има сосем доволен ефект да тоа што сакаме го постигнеме. Се разбира дека у болничките установи важат други правила. Меѓутоа, внатре во маркети, продавници, институции, банки, пошти и така натаму, не само маските, туку и овие шал, марама и така натаму, може да има сосем доволен ефект. Немам информација дека сега има некакво дополнително зголемување после нашата на уредба. Јас имам информација за тоа претходно што беше тогаш кога не имавме зголемена потреба како институции набавувавме, меѓутоа ќе сигнализирам до двата инспекторати да се направи уредба. Благодарам. Понатаму, сите интелигентни, повели сме. Министре, веќе најавивте дека по првомајските празници ќе се олабават рестриктивните мерки. Дали ова значи дека ова е еден последен ваков карантин викенд? Дали има некакви детали како во пракса ќе изгледа враќањето во нормала и дали се размислува воопшто за целосно укинување на полицискиот час? Благодарам. Да, благодарам. Рано е се уште, заради тоа што сме се уште внимателни во анализите на бројките. Во следните денови сакам да организираме една заедничка пресконференција со епидемиолозите на кој што ќе ги представиме трендовите на кривата, кои се очекувањата, во кој момент со кој број на пациенти се калкулираше, се пресметуваше таа на крива, што се очекувањата во следниот период. Мора да кажам дека сега и мислам дека и до крајот на оваа недела, многу веројатно и почетокот на следната недела, во овој момент не може да претпоставиме што ќе препорачаме да кажеме оној следен викенд таму после првомесецот. Се уште ќе ги анализираме податоците, посебно овие детали кои што ги спомнав. Сегашните анализи се дека значајно е намален факторот R0, меѓутоа сакаме да видиме како се однесуваат тие бројки во однос на поедини региони. Значи, врз основа на сите тие податоци, а после таа детална анализа за која што сакаме јавност и секако новинарите да ги запознаеме, со цел да се има точен увид у тоа како се прават тие пресметки и врз основа на што се димenzionираат
овие мерки може да зборуваме за понатаму. Значи и до крајот на оваа недела, меѓутоа и почетоком на следната недела ќе биде многу битна за тоа какви ќе бидат препораките понатаму. Сега за сега полицискиот час апсолутно останува. Благодарам. Благодарам. Продолжаваме. Министер, денеска имаме рекорден број на починати, но и не толку висока бројка на ново диагностицирани пациенти. А ваши колеги доктори денеска за Алпа рекоа дека пикот веќе е поминат. Некои од нив велат дека тоа било пред 10 дена кога имавме 107 ново диагностицирани. Вие дали стоите се уште на оној став дека можеби пикот на болеста се очекува крај на април, почеток на мај, или можеби нешто се измени околу овие предпоставки за пикот? Благодарам. Внимателни сме со анализа на бројките и затоа е ова наша идеја да сите тие работи ги презентираме на јавноста. Овие бројки кои што се помали во однос на оние што беа претходниот период изминатата недела, се уште сакаме да ги пратиме и во следните денови. И тогаш кога ќе видиме навистина сериозен број на денови, може би една недела со таков тренд, тогаш да се осигуруваме дека не е ова некаква варијација или дека нема некаков скриен кластер кој што може да се појави. Ќе повторам, кажав дека на ниво на целата територија како просек факторот R0 е значајно намален, меѓутоа сега ги анализираме и одредените региони. Во таа смисла се уште сме внимателни. Сега е крајот на април, почетокот на мај. Искрено се надевам дека бројките така ќе продолжат. Исто така искрено се надевам дека овие дополнителни мерки со носење на заштитна опрема без разлика на бројот на часови кои што граѓаните може да се движат ќе придонесат кон тоа да дополнително се намалува бројот на пациенти. Имаме некакви проекции и за тоа кога би било крајот на епидемијата, ако бројките вака продолжат, но дозволете тоа да го детално објасниме во една од пресконференциите во текот на следните денови до крајот на неделава. Во однос на починатите, сите овие пациенти за кои што навистина дискутиравме стручно со клиниката за инфективни болести, болницата 8 септември беа во крајно тешка клиничка состојба, со нарушување на сите органи, со параметри кои што навистина и со значени интервенции од терапија, соодветен терапевтски пристап не може да се нормализираат. Така да беше евидентно дека тие пациенти у кои што има онаква манифестација на мултиорганско затајување, мултиорган фейлер, значи најтешката форма на болеста, има уште неколку пациенти кои што се сега на респираторна машина и имаат таква форма и се практично во таа фаза на лекување која што се прави све, но за жал има малку реакции од организмот. Благодарам, Билјана. Продолжаваме понатаму. Владимир, TV24, повели. Министре, вработени од Велешката конфекција ЮКА денеска се јавија до нас и ни кажаа дека се исплашени бидејќи се појавиле 3 случаи на позитивни вработени од оваа конфекција и уште многу нивни колешки кои имале некакви симптоми, а собственикот им рекол дека ќе работат додека не добие дозвола од озгора за да затвори. Така ја цитирам пораката. Дали имате информација околу ова? И во контекст на ова исто сакам можеби да ви информирам дека грешката која Центарот за јавно здравје Велес ја направи со маркетот Китго, сега се покажува се појавил уште еден случај на позитивен вработен во овој маркет, но за среќа тој не одел на работа од Великден. Ова е поставам грешка која не може да се исправи. И уште само една забелешка, можеби околу бројките рековте дека во Кавадарци има 3 заразени денеска, меѓутоа само што добив порака од колега од Кавадарци кој разговарал со тамошниот епидемиолог и тој му рекол дека всушност двата случаи од Кавадарци не се кавадарчани, туку се два случаи во
Неготино и во и еден од Демиркапија, отприлика така. Тоа се тројца позитивни од Демиркапија, а не од Кавадаци од Неготино. Дали може би е ваша грешка или може би немате информација? Треба да проверам заради тоа што тие стигнуваат од центарот во Кавадарци. Значи, меѓутоа детали апсолутно може да се проверат заради тоа што ги има деталните информации за пациентите. Во однос на маркетот со оглед на оној наод детален, навистина детален, кој што ги имаше држаниот санитарен здравствен инспекторат, многу е битно дали тој ново диагностициран пациент бил во изолација, кога кажувате дека бил, тоа значи дека бил како резултат, можно е да бил како резултат на активноста на епидемиолозите со нивните препораки, што значи дека не бил ризик за околината во која што работи, и ова прва компанија која што спомнувате навистина мора да проверам. Меѓутоа генерално ве сакам да повторам, ако било кој од вработените смета дека се прекршува некој од правото, апсолутно луѓето мора да го пријават тоа. Дали санитарниот инспекторат, дали пазарниот инспекторат, заради тоа што било какво непочитување на мерките е голем ризик за здравјето. Да, еве, околу пријавувањето уште еднаш ќе ве молам, бидејќи граѓаните не знаат каде да пријават, кои се институциите, уште еднаш повторете за да знаат, бидејќи постојано ни звонат и не прашуваат там. Државниот пазарен инспекторат. Благодарам. Благодарам. Продолжаваме понатаму. Тера телевизија, Стево Повеле. Добар ден од Битола. Моето прашање е во контекст на маските, меѓутоа од еден друг аспект. Се однесува за прашање што се поставени од страна на нашите гледачи, да го прашаме министерот, може би ќе речете дека не е тој вистинскиот ресор, меѓутоа ќе објаснам за што се работи. Се склучуваат бракови нели под маска со присуство на најмалку на само двајца сведоци. Е сега прашањето на граѓаните, на нашите гледачи е оние кои имале договорено и закажано свадби. Што да прават понатаму, како тие ќе се организираат, затоа реков може би ова не е ресорот на Филипче, меѓутоа и тоа ќе зависи од отворањето повторно на рестораните и да се случи тоа во блиска иднина. Како ќе се случуваат тие фамилиарни веселби или со присуство на гости, со оглед на фактот што пред неколку дена кажавте дека носењето на маска ќе биде и во наредните месеци? Да. Ова е прашање кое што некако ја тангира активноста на Министерството за здравство, заради тоа што Комисијата за заразни болести веќе има спремни протоколи за одржување на разни курсеви едукации кои што се одржуваат во затворени простори. За јавниот превоз веќе имаше, сега се повторуваат. Понатаму за работа на сега се работат за работа на рестораните. Понатаму исто така во фаза на изработка за училишта и градинки. Сите овие до сега не се финализирани. Сите тие протоколи ќе се споделат со представници на стопанските комори во рамките на нивната активност и нивното организирано, да кажам, организирана презентација на економските оператори кои што тоа го прават. Многу прашања и до Министерството за здравство стигна за свадбите, заради тоа што луѓето имале закажано, и тука ќе има одредени критериуми у тоа како ќе бидат распределени масите, како ќе треба да се одржува на дистанцата. Во првиот момент кога сите тие ќе бидат готови, споделени со стопанските комори, укажано како треба овие економски оператори да се придржуваат до тие мерки, и секако дали ќе ги прифатат или ќе имаат и тие од своја страна на некакви сугестии, пошто тоа е битно, еден генерален протокол секако дека во некоја ситуација ќе бара и модификација усогласно со спецификата, да кажам, некој објект, институција и така натаму. Тоа ќе значи дека тој објект или тој економски оператор ќе може на тој начин да спроведува својата работа. За сега може да кажам дека сметам дека е се уште рано, дека дополнително интензивно следната недела
па и следните 2 недели ќе работиме за да до средината на мај целосно го имаме оформено концептот за тоа како секој овој сегмент економски ќе функционира. Нормално е да со овие мерки рестриктивни кои што ги иницијално носиме со цел да се заштити здравјето, има секој дневен голем притисок од страна на многу социјални и економски аспекти. Тоа е очекувано и не правиме нешто што не го прават и другите земји. Апсолутно сите земји го прават истото. Постепено отварање на соодветен начин во таа насока, сметам дека оваа добра соработка која што веќе започна со стопанските комори, на нас во следниот период ќе ни овозможи да целосно го димензионираме овој процес со секоја специфика за секој од секторите. Благодарам. Благодарам, продолжуваме понатаму. Менче Точи, Нова ТВ, повели Колешка. Благодарам. Што се случува со клиниката за токсикологија? Имам информација дека таму има заболена докторка. Дали се знае кластерот? Колку вработени се во изолација? Дали е точно дека пациентката, која што од каде што потекнало се, била шетана од 16 до 24 април од на релација клиника за токсикологија, 8 септември ендокринологија, во каква состојба е таа пациентка и нешто што е многу важно, дали клиниката за токсикологија е организирана да прима пациенти со COVID. Таа е како еден вид ургентен центар, дали има доволно заштитна опрема и дали примаат такви пациенти. Второто прашање ми е за тестовите во приватните лаборатории. Додека фондот ги намалува цените и чека на вашиот подпис, тестовите за COVID во приватните лаборатории се зголемија драстично. И велат со знаење на Министерството за здравство. Што се случува во овој домен? Дали сте информирани? Дали ви кажа што се случува, каква е состојбата на детска хирургија со 30 отпуштени по договор на дело за кој што вие ветивте, нели, дека добар дел од нив ќе бидат вработени. И уште едно, зошто, што вчера ви го поставив, во дневниот баланс го нема вкупниот број на починати од COVID. Значи, во дневниот баланс го нема. Ако го имате, вие ве молам да ми го соопштите, дневниот баланс, не дневниот, него вкупниот баланс на починати од COVID до сега. Благодарам. Го има и вчера кажав дека го има, и мислам дека го има и на Кажете го ако го има. На овие сајтови, на Facebook страната и на овие други портали кои што ги објавуваме. Вкупен број на починати 71 до сега. Однос на детска хирургија, проблемот е со започнување на изборниот процес и тогаш се запрени практично постапките, меѓутоа сите ќе се обноват, како и оние продолжување на сите патронажни сестри и докторите кои што треба да го обават стажот согласно новиот закон, кај за сите нив ќе бидат одобрени парични средства од фондот. Во однос на тестовите, значи беше донесена одлука после дискусија во Централниот штаб на владата дека фондот треба да ги плати цените во приватните институции толку колку што ги плаќале пациентите. И таква одлука беше донесена и непосредно после тоа прочитав и јас во медиумите, не можам, ниту имам никаква ингеренција, ниту сум имал информации, и тоа не е точно дека со моје знаење биле зголемени цени, пошто е тоа одлука на приватните институции. Наша работа беше да заради зголемување капацитет платиме толку што плаќале овој граѓаните и таа цена да им ја понудиме на приватните лаборатории. И во однос на клиниката за токсикологија, тоа информација ќе мора да ја проверам за да кажам точна информација. Продолжуваме понатаму. Мирослава, слободен печат, повели. Благодарам. Добар ден, министре. Сакам да ви поставам две прашања. Прво, во моментов имаме мерки,
ама ќе дојде ден да почнат да работат училиштата, да се организира авионскиот сообраќај, повторно сите луѓе да одат на работа. И кога ќе дојде до едно такво олабавување на мерките, дали треба да стравуваме од повторен пик и дали нашата земја со такви укинати мерки може да се справи со ваквиот пик евентуален. И понатаму добивам поплаки од здравствени работници во Кумановската болница кои што се заболени од COVID-19 и тоа на работното место, лекувајќи пациенти, и се жалат дека Фондот за здравствено осигурување тоа го третира како обично, а не како професионално заболување, со што на нив им се крати 30% од платата. Па прашува дали нешто ќе се направи околу ова, бидејќи тие сепак ја добиле болеста на работното место. Да, апсолутно. Е битно прашањето и не смее да биде третирано така. Ќе ги проверам информациите од Кумановската болница. И во однос на мерките, ако дозволите едно објаснување во што се однесува на очекувањето во периодот кој што е пред нас. Најпрво, и ние како и сите други земји во светот за сега очекуваме и се надеваме заради тоа што нема дефинитивно доказ дека летните месеци помагаат во намалување на трансмисијата. Но има некои такви сознанија, се надеваат луѓето во повеќе земји дека тоа ќе влијае, иако сметам дека и очекувам на есен да има повторен пик на болеста, заради тоа што вирусот нема да исчезне, тогаш може да биде уште по-комплексна ситуацијата заради тоа што ќе имаме и други пациенти со сезонски грип кои што ќе ги оптерат сега истите оделенија кои што сега ги третираат овие пациенти, пошто тие се на институции кои што ги третираат ваквите пациенти. И уште две битни работи. Прво, сметам дека не само ние, цел свет ќе биде многу поспремен при следниот пик. Заради тоа што веќе знае што да очекува, знае што му е потребно, сериозно ќе се припремиме и дополнително во овој период кој што се надеваме дека стигнува епидемијата во смисла на распределба на здравствени работници, капацитети, опрема и така натаму, дека нема да биде, ниту може да биде онаква ситуација што беше на почеток на оваа епидемија, кога нормално никој не го очекуваше сето ова. А во меѓу периодот, кога во сите земји искрено се надеваме овој тренд на намалување на пациентите ќе продолжи, но будно ќе го пратиме како ние, така и сите останати земји, дали при олабавување на мерките може би ќе има некакво зголемување на пациенти, на број на пациенти. Па тоа ќе значи дека дури и во летните месеци некаква рестрикција ќе треба да се воведе, за сега не знаеме, останува само да ги пратиме бројките, да правиме анализи, да видиме дали некои други фактори влијаат на ширење на вирусот. Во таа смисла сметам дека мерките за превенција, еве ако во некој период сигурно ќе се отварат граници, денеска во пополнените часови видов дека премиерот на Грција го најавува објавувањето на мерките за тоа како ќе работат нивните хотелски капацитети, со што може и како да прават во текот на летните месеци, ќе се отварат граници, ќе има патување, меѓутоа сум прилично сигурен, и тоа повторно ќе спомнам составот на Светска здравствена организација на сите земји членки на Европскиот регион на СЗО, веќе ќе има некакви мерки. Значи, јас мислам дека ниту патувањето ќе биде исто, ниту она густина на седење по превозните средства ќе биде иста. Сметам дека и како што Германија и ние воведовме задолжително носење на маски, Чешка исто така едно од првите земји, мислам дека тоа ќе биде трек во сите земји во Европа и во светот. Над 60% од земјите во светот имаат воведено вакви рестриктивни
мерки и сега тие практично имаат намалување на број на пациенти, значи се свесни дека од такви рестриктивни мерки не се излегува нагло. Че ќе се продолжи со некаква форма на превенција, единствена заедничка работа после физичката дистанција, носењето на заштитни маски, прекривка на устата или на носот. Така да во таа смисла со такви превентивни мерки со соодветна организација и ова што ние кај нас го спремаме, мислам дека ќе бидеме во еден период во кој што и потенцијален следен пик прво може да биде уште поблаг. Освен во земјите каде што или немаат здравствените системи капацитет или нема доволно здравствени институции, се стравува светска здравствена стравува за тоа како ќе биде епидемијата во земјите во Африка. Има огромни земји, огромна популација која што има многу мал број на болници. Во Танзанија од 60 на милиони луѓе популација има само една централна болница во Дар ес Салам. И тука се стравувањата на Светска здравствена организација. Меѓутоа, ние сметам дека сме земја која што навремено воведе мерки, навремено се го спреми и го стегна здравствениот систем, добро изреагиравме, добри резултати имаме и сметам дека идеме на добар пат кон тоа да ги димензионираме мерките онака како што треба целокупната друга економија да работи, а здравствениот систем паралелно на тоа да се соочи со некој друг пик кој што заради сите овие мерки мислам дека ќе биде уште поблаг. Продолжуваме понатаму. Канал 77, повели колега. Добар ден, министре. Минатата недела матичните лекари од Дебар и Центар Жупа реагираа на најавениот скрининг, бидејќи како што велеа, доколку има еден лекар 5000 пациенти на ден треба да прима по 500 во неговата ординација. Сега, откако скринингот започна во овие општини, би сакал да ве прашам каква е генералната ситуација, дали се одвива по најдобар можен ред и дали пред се здравствените работници се заштитени? Да, имаше на почетокот малку да кажам една ситуација во која што требаше да разговараме со матичните лекари во Дебар што е целта, на кој начин треба да се спроведе, заради тоа што и за нив беше ова прв пат да спроведуваат една ваква работа. Уште мал број на пациенти се останати да заврши скринингот. Иницијално може да кажам дека е навистина мал процентот, но деталните податоци ќе ги изнесеме кога ќе бидат сите пациенти скринирани, од тоа што е досега завршено, мален број на пациенти кои што стекнали имунитет. Стравот беше за тоа како ќе им доаѓаат луѓето, дали ќе може да им пресне, меѓутоа во разговорите заклучуваме дека тоа се практично истите пациенти кои што не се болни, кои што секако би им дошле да побараат некаква друга здравствена услуга, така да во таа смисла одлично се спроведим, честитам на колегите, рекорден број и дадоа еден добар правец како треба да се спроведе можеби на територијата на цела држава, тогаш кога ќе одлучиме, не сега. Сега е рано и очигледно дека и овој пример од Дебар ќе ни потврди дека е рано да се прави таков скрининг за серопреваленција, меѓутоа ќе треба во следниот период, некој тогаш кога епидемиолозите ќе одлучат. Така да добро се спроведе, сметам дека ќе имаме добри податоци врз основа на кои што може да имаме некаква представа и уште еден одличен модел, начин на спроведување, активност на матичните лекари во Дебарот кој што ќе научиме многу за тоа што ќе спроведеме во даден период на територијата на цела држава. И последно прашање, колешката од ВМО Охрид, повеле. Министре, слушаме, колега? Да, повеле. До министерот имам две кратки прашања. Дали здравствените власти размислуваат како би работил во хотелско-ugostителскиот сектор во Охрид и Струга оваа сезона? Дали ќе дадат некои насоки и правила? И второ, дали ќе се направи некоја анализа за високата смртност од ковид во лабуништа? Дали има врз тоа влијание каменоломите како што се сомнева локалното население? Првото прашање беше за хотелските. Да, дали здравствените власти размислуваат како би работел хотелско-ugostителскиот сектор во Охрид и Струга оваа сезона?
И дали ќе дадете некои наставки кратко? Да, Комисијата за заразни болести, дел од експертите веќе работи и на овој сегмент, исто како и она организација на работата во рестораните, кафичите и така натаму, така да ќе бидат дадени препораки, се да тоа преку овој сектор за хотелиерство, угостителство, стопанските комори. Таму има една цела организација и тие заедно практично разменуваат и информации и тоа што треба да го дознаат и разберат и научат членовите на нашата комисија, заради тоа што, како што реков претходно, има многу специфики. Така да апсолутно ќе има терек кој што ќе им биде препорачан од стручни лица епидемиолози од Комисијата за заразни болести. Во суштина на сите мерки е запазувањето на дистанцата помегу луѓето, дезинфекцијата честа на рацете и тогаш кога не може да се одржи дистанцата, маските. И тука е суштината на сите мерки, без разлика за кој капацитет или без разлика за кој сектор станува збор. Но зашто се има ќе повторна специфика, па се прават некои специфични модели. Во однос на влијанието на други надворешни фактори, во однос на смртноста, потребна е навистина детална анализа и за тоа е потребно повеќе време. Благодарам, колешки. Продолжуваме со пресконференцијата. Министри, имам уште неколку прашања што треба да ги читам. Дали до сега имало болни од COVID-19 кои починали за тоа што се лекувани со хлороквин? Е прашањето од Плусинфо. Треба точно да проверам заради тоа што индикацијата ја даваат на инфектолозите. Знам дека лекот веќе се аплицира, меѓутоа конкретни случаи да проверам за да не дадам неточни информации. Дали почна да се применува лекот Ремдесивир? Не, се уште не е почнат да се применува. Дали од Јапонија добивме одговор на барањето за донација од лекот Авиган? Не, се уште го чекаме, не испративме овој писмо и чекаме информација. Во врска со пациентот од Кичево, за кој семејството било известено дека резултатите од тестовите се негативни на COVID-19, а сепак во системот на Институтот за јавно здравје стои дека еден тест е позитивен. Најавив дека Државниот санитарен и здравствен инспекторат ќе спроведе инспекција. Дали е почнат инспекцијскиот увид, дали ќе се врши увид во сите здравствени институции, каде што било примена момчето и кога може да се очекуваат повеќе детали. Прашањето е од 360. Започнат надзорот, се уште трае, не е завршен. Утро разговаравме со директорката на оваа тема и тука ајде неофицијално информациите дека беа дека има еден тест позитивен, но ајде да почекаме за да видиме точно како и што станува збор. Ова се информациите кои што ги имавме иницијално од институциите. Продолжуваме. Вчера кажавте дека се разговара како ќе се одвива наставата за следната учебна година, односно дека учениците нема повеќе да седат во пуст распоред. Како тоа ќе се спроведе во градинките и кога тие би се отвориле? Прашањето од Мијамака. Да, разговаравме со председателот на владата, министерот за образование и наука во однос на сите овие детали, вклучени овие луѓе од комисијата кои што работат на тие критериуми, така да во таа смисла се уште се изработуваат моделите по кои што се до тоа треба да се изведува. Знам дека ќе биде предизвик во градинките, но ќе оставиме на експертите да го кажат своето мислење, усоработка со представници на МОН заради овој заеднички носење на заеднички план, после што ќе биде достапен секако и за јавноста, пред се за институциите кои што ќе треба да го имплементираат. Која терапија, односно комбинација на медикаменти, се покажала најуспешно во лекувањето на пациентите од COVID-19 кај нас? Нема еден универзален пристап, заради тоа што болест има многу различни манифестации, од најлесна па дури гастроинтестинални тегови, преку лесна форма на настинка, средна форма кога е компромитирана сериозно, на овој дишењето на најтешка форма кога се пациентите зависни од респираторна машина. Во таа смисла комбинација на лекови, заради тоа што страдаат и повеќе
органи е нешто што го дефинираат лекарите при третманот, заради тоа што на дефинирање на терапијата претходат многу анализи, како крвни, рентгенски слики на бели дробови, ехо снимки и така натаму, така да сето тоа, тоа се прави секојдневно, бара и секојдневен увид во евентуално додавање, одземање, менување на дозите на различна терапија. Една универзална форма на лекување за овие пациенти во светот до сега нема. Министр, благодарам, беше и последно прашање. Почитувани, тука и крајот на денешната редовна пресконференција на министер за здравство Венко Филиче Мдеруар, тој ще да фунди и конференција со регул проштит, и мислите ше доктор Венко Филиче. Мин вече.